Премиерот Никола Груевски денеска изврши увид во активностите за реконструкција на железничката станица во Велес, која треба да биде готова до крајот на годината. Освен железничката во Велес, до крајот на годината се очекува да биде готова и во Прилеп, а се работи на реконструкција на железничките станици во Богомила, Табановци, Гевгелија, Битола и Чашка. Претходно беше реконструирана и главната железничка во Скопје. Реконструкцијата се врши првпат по 42 години. Како продолжение на нашите инвестиции во железницата, во подготовка сме на набавка и на 3 нови локомотиви, а веќе склучивме и договор за реконструкција на халите за одржување на возовите. Паралелно на тоа, не ги заборавивме и македонските железнички станици, кои исто како и возовите, беа заборавени во минатото. Скопската железничка станица е веќе реновирана, а започна реновирањето и на железничките станици во Велес, Градско, Демиркапија, Табановце и Прилеп. Во следниот период ќе започне реновирањето и на станиците во Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка и Неготино. Реновирањето на железничките станици представува инвестиција вредна околу 5 милиони евра и ова реновирање е финансирано од ДИПА средствата на Европската Унија, зашто сакам јавно да се заблагодарам на Европската Унија. При посетата на железничката станица во Велес, Груевски најави дека до април следната година ќе пристигнат сите 6 возови, а до крајот на следната година ќе се потпише договорот за преостанатите 40% композиции за патнички возови. Во таа насока тој предложи да почне процедурата со Европската банка за обнова и развој, сега и до крајот на следната година да се потпишаат договорите за веќе во 2017 година да почнат да пристигнуваат преостанатите композиции за целосно да се покрие патничкиот сообраќај. Ти ви спомна дека до крај на годинава првите 10 километри ќе бидат готови за пругата кон Бугар. Сега не е прекалено почти се Значи, тамо сме на околу 80% завршено. 80%? Скоро 80%. Завршено. Сите тие целиот пейзаж. Имаме уште, да кажеме, 20% во делот на горниот строј. Значи, горниот строј е скоро завршен. Целата болница, горниот строј, кога збориме за горниот строј, кажуваме на прагодишни. Тој веќе е перманентно се постават нови. Кога треба цела реконструкција се заврши? Мислиме дека до март ќе заврши. Цела реконструкција на цел коридор 10, од Табановци до Гевгелија. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески укажа дека следната недела ќе има средби со представници од Европската банка за обнова и развој и очекува дека ќе успее да се дефинира овој проект. Ставрески оцени дека ова е сериозен повеќегодишен инвестициски циклус и од сите овие работи чинат околу 600 милиони евра за период од 4 години. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски посочи дека оваа замена на возовите се прави по 40 години и од ова се првите патнички возови во Македонија, а реконструкцијата на железничките станици по 42 години. За време на посетата во Велес беше истакнато дека реконструкцијата на коридорот 10 е завршена околу 80%. За една година се очекува да биде завршен и проектот за железничко поврзување со Албанија, а кон Бугарија се очекува до крајот на годината да бидат завршени првите 10 километри од пругата.